Добар ден, драги мои, повторно со црвена линија во нашиот стандарден термин. Убав пролетен ден, невообичаен за овој период од годината, но оно што е вообичаено е секако вашето вклучување и присуство во секој издание на црвена линија и се надевам дека така ќе биде и во ова издание. Со оглед на тоа што ќе зборуваме на тема за која што верувам дека и како имате став и мислење. Па, драги мои, правилото е следно. Едноставно до нас се доаѓа со 02-307-0005. Сите 5 линии се активни. Се намалува тонот на телевизорот, зборуваме само преку слушалка. Кога ќе се вклучите во црвена линија, еве зашто ќе продискутираме денес. Во Скопје е факт, а и во поголемите градови, на крстосниците, пред маркетите, во кафулињата, дури како и во лето и во зима, најекстремни температури од утро до мрак, децата питачи се на своето така наречено работно место. Анализите пак велат дека едно дете може да собере и до 7.000 динари во текот на денот. Зошто не може да му се стави крај на питачењето, особено кога се вклучени децата? Детското питачење, дали е тоа според вас потреба, преживување или пак е во позадина на сево ова еден бизнис? Секако ќе ве потсетам да не заследите и на социјалните медиуми. Тука е Facebook црвена линија, на кој што профил го ја објавуваме темата. Таму се знае, шернувате, лајкнувате, коментирате, Твитер и секако на Инстаграм. Кога сме на Инстаграм, а тука задолжително заследете не, кликнете и задолжително на Инстаграм стори. Ново анкетно прашање до сите вас инстаграмџи, а тоа е дали им давате по некој денар на децата питачи. Две опции за одговор, едната е да, другата е не и таму некаде конкретно во денешно издание ќе ги соопштиме и финалните резултати од денешната анкета. А на самиот почеток на ова издание на црвена линија ќе го најавам и нашиот денешен гостин, соговорник, особено чест и задоволство ми е бидејќи ќе го најавам председателот на првата детска амбасада во светот Меѓеши, а тој е господинот Драги Змијанац. Дали се слушаме? Одлично ве гледам, верувам дека и добро се слушаме. Јас вас ве слушам, вие мене? Да, одлична е конекцијата. Па, еве, овој проблем со детско питачење не е нешто што се случува само последниве години, туку е нешто што од година во година, наместо да се намали, зима поголем замав. Па, кој е според вас лично позадината во ваквата појава? Појавата е еден прво системско решение, не мобилност на државата, не одвојува доволно ниту буџет, ниту човечки ресурси да го реши проблемот. И се додека не се мобилизира, ќе ги гледаме децата како питаат на улица и ќе го дефинираме како проблем со кој неуспешно се справува државата. Секако поврзано со детската сиромаштија, неписменоста, злоупотреба на детскиот труд, живење во субстандардни услови, невработеност. Многу често сум апелирал лично и како организација дека со рано вклучување на децата во градинка, со стекнување на нови животни навики, дури со одредени бенефиции, со нова облека обувки, стартот на децата да биде ист со сите останати деца, тоа го заслужуваат. Овие деца нема да ги гледаме на улица. Тоа значи буџет од Министерството за труд и социјална политика за овие ранливи категории на деца, за да тие први 5-6 години кои се многу важни во развојот на детето, не ги испуштиме и ги препуштиме на улица. Или со други зборови, едно дете вклучено на време во градинка и во основно училиште, ќе гледаме едно дете помалку на улица. И не е само тоа. Тука се неопходни други мерки. До едукација или вработување на барем еден од семејството во овие ранливи категории на деца, обезбедување кров над глава, и строг надзор на остварување родителско право. Значи, со социјална помош или детски додаток не се решава проблемот со исклученоста на децата од улиците и нивно вклучување во задолжителниот образовен процес. Еден голем апел до граѓаните. Сметам дека не треба да им даваат средства, дека тоа само го потикнува питачењето, сиромаштијата и злоупотребата на децата, затоа што децата најчесто се предмет на експлоатација на нивниот труд од возрастни
и парите ги заработуваат возрастни. Како ги трошат, тоа треба да кажат центрите за социјална работа, полицијата и Така, надлежните анализата институции. дури покажува дека едно дете во текот на денот може да собере 7.000 денари, што е неверојатна сума дури за многу луѓе кои што чесно нели работат, немаат такви дневници. Па знаете ли, еве, дали воопшто, еве, барем според некои проценки во оваа година е анормно зголемен процентот на деца питачи, да, кој е задолжен, еве, да може да ги собере од улицата. Интересно дека имаше многу проекти наназад годините да се отвараат дневни престои во кои што децата нели ќе задолжително ќе одат на училиште, па ќе го поминат слободното време во тој дневен престој, но некако се повеќе деца гледаме на улиците како питачи. Бројките се релативни, од 250 деца до некогаш и 2000, посебно кога се летни периоди, децата се ги активираат во здравствените, дори има и криминални банди кои работат во спрега со некои од родителите. Има и деца кои за време на одредени сезонски работи се исклучуваат од училиште за да обезбедат средства за семејствата. Доста често има и деца без извод од матична книга на родените, па те може да бидат и тргувани, сексуално експлоатирани, принудени на присилна работа, па дури и отстранување на органи. Овие деца не остваруваат основни детски права, човекови права, значи живеат под стандардот за достоинствено живење, немаат социјална здравствена заштита, слобода на движење, образование исто така. Земете само еден пример од ваквите ранливи категории деца, да ги ставите во други услови на живење, со сите овие погодности, односно прекршување на овие права, да видите дали тие деца понатаму ќе питаат, а многу од нив, како приказната, например, што имавме на вчерашната пресконференција со САФЕТ, како избистен лика реално всушност постои, кога ќе си го видат својот соученик од училиште се застрамени до таа мера да едноставно чувствуваат немоќ како да се справат со злоупотребата на нивниот труд. Има згрижувачки семејства, мали групни домови, секако има можност тие деца, ако навистина родителите и покрај сите интервенции што ги прават центрите социјална работа, ги згрижат во вакви погодности, но пак ќе кажам, детската сиромаштија е голема енигма, а доколку граѓаните реално и сакат да им помогнат, би требало да ги пријават до институциите на системот или евентуално да им купат нешто храна, но никако пари, затоа што ако самите споменате 7.000 денари заработуваат, иако тоа е голема сума на средства, тоа веројатно некој го поддржува. На тој начин и ние како граѓани можеме да интервенираме, да не го овозможуваме ова како циклус каде што децата ќе бидат стигматизирани, виктимизирани по не знам кој пат. Господине Змијанец, благодарам што одвоивте време за да проговориме токму со вас во ова денешно издание на Црвена линија. Па ако ви дозволува се разбира времето и сте во можност, топло препорачуваме каде да сте, да останете и да ја доследите Црвена линија, за да слушнеме и гледачите што ќе кажат, а најчесто и ќе ја доловат вистинската ситуација од местото каде што се јавуваат, бидејќи ова не е проблем само на главниот град. Ќе ја следам со големо задоволство затоа што го сакам да го слушнам мислењето на граѓаните. Ние имаме контакт со оваа категорија на деца, многу често граѓаните од нас обараат кај што сме даваат обувки, облека, имаме таков тип на поддршка. Дали се случува и ова децата сами да побараат помош како Па може да се јават на Ало Бушавко на нашиот телефон, иако некои од нив немаат ни телефонски апарат, но може да замолат, а доколку некој ги тргува или ги злоупотребува да пријават на нашиот телефон, ние секако сме тука отворени, но повторно ќе кажам, системско решение бара од страна на државата отварање на поголеми капацитети човечки и буџетот наменет за оваа категорија на деца, затоа што без мултисекторски пристап и соработка не можеме да го решиме проблемот со деца на улица. Бара квалитетно образование, децата се вклучат на времено во училиште и да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Значи, ако образовани, тие утре ќе бидат добар модел и за другите нивни сограѓани од местото каде што живеат и се школуваат. Благодарам многу уште еднаш. Останете со Црвена линија, бидејќи во продолжение продолжуваме токму со гледачите.
Драги мои, сега наред сте вие. Би било добро еве да пренесете каква е состојбата во вашето место, вашиот град или од каде и да се увете, кога станува збор за појавата на деца питачи. Првото прашање секако до вас би било дали вие им давате по некој денар на ваквите деца и дали знаете или предпоставувате каде одат парите кои што децата успеваат во текот на денот да ги соберат од питачење. Добар ден за првиот гледач во црвена линија. Добар ден. Па еве, прво кажете ми од каде се јавувате? Од Кавадарци. Каква е состојбата во Кавадарци со деца питачи? Имаше отворено многу питачи, сега не сум забележал, ама тие што питачат, не питачат од што им е убаво, току нивните родители првен треба да прашат вие од дали од социјалното, од власта, дали се вработени, дали имат можност да ги издржават тие деца и тие деца дали се најадени. Од тие деца што питачеа, ја што ги гледа еви у Скопје напад, еви као одам, со сокинатија лишта одат, значи тие не се директорски деца, не се буџовански деца, да кажам, на некои што се богати или на некои што се во влајата вработени, туку тие се сиромашки деца, сигурно нивните родители, еви на вашата телевизија, на Срце на дланка гледам. Значи како може тие да живеат, ни куќа имат, се руше куќата, немат пари за кров да сменат, немат пари за јадење, немат пари за лишта да се купат или со стари чедиња се завиват, значи човеци има што страда, толку многу страдање им направија, што фирмите и фабриките ги затворија, ги уништија, вие од СДС и немат вработување човеците, нема со што да ги издржават. Дали еве вие им давате по некој денар на децата питачи? Но имам дадено пари, и има многу пати у Кавадарци некои книги за мали деца продават, бојарки таму, што ја знам, со цртежи и мало, че им дадам пари, а не зимам од тие книги. Значи има што питачат стварно, што нема од што да живеат. Значи треба да се смене ваа влада, не мисле за народ, не мисле за сиромавиот. Благодарам што се вклучивте и први во црвена линија. Ако имаме гледач, веднаш преминуваме на нов. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, на црвена линија сте. Дали им давате на децата питачи пари? Вака, прво некогаш даваш, сега не давам. Прво можем да кажем, ово е проблем на државата, социјален проблем. Имаме многу деца кои што питачат, посебно на улиците, на раскрсниците, каде што го загрозува собствениот живот, некогаш и на возачите. Ми се чини дека има едно решение за тоа да се направи, значи да се постава од само раскрсниците може да се тргнат од 95% да не питашат тамо, значи треба да се постави полицаец после семафорот кој што ќе прати кој ќе му даде на некое дете пари, значи него да го запре, да го казни најмалку со 50 евра, значи, а тој ќе пренеси и на други и така да кој ќе се казнат на раскрсниците, се знае на кои раскрсници децата питачат, значи на тој начин може да се направи нешто. А иначе питачењето како питачење не може да се стопира затоа што тие одат да питачат и по пазари, и по раскрсници, и по установи, па и на секаде. Значи, според вас, каде одат парите од питачењето? Само во рацете на децата или? Кога дава, во почетокот дава, имаше макро еден од страна и кога примети дека тие пари, едно девојче беше, значи, со искривени рачиња, што не, и викам, зошто, па ако не му ги дадам, не му вика, ќе ме утепа во малање, и викам, од сега поќе не ми застанови кој ќе ја, затоа што да ги јадеш ти, му да... Благодарам за јавувањето и секако еве за тоа што го споделивте вашето лично искуство кога станува збор со детското питачење. Добар ден за новиот гледач во црвена линија. Ало, добар ден. Добар ден. Видете, ја проблемот го гледам во законската регулатива. Сега ќе ви кажам пример пред Нова година Хрватска. Татко оставил дете на чување со старател кај комшика која со нарушено ментално здравје. Социјалниот работник веднаш го зима детето и го носи во дом, му го зима старателството на родителот. Кај нас, пазете, кај нас, вие овие деца ќе ги однесете во дома, доаѓаат родителите, службата им ги враќа. Тука лежи проблемот. Тоа е една работа. Втора работа, треба сите да знаете дека овие бебиња што ги гледате во раци што ги носат, тоа се рента бебиња. Што значи, нивните прави родители ги рентаат за 700 денара дневница на таа дотична дама за да со него проси. Тоа е општо позната работа во служби кај социјалните работници. И проблемот после лежи во законската регулатива, да ви кажам право. Дали сметате дека на терен доволно се прави во пракса?
Дали се уште го имаме гледачот? Не, но како да еве, ако некако се дисконектиравте, секако се уште сме отворени, телефонските линии се 5 на број, завртете повторно и секако ќе имате нови 90 секунди. Благодарам што се вклучивте секако. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види вака, ако сакате да може да му стави на питачењето, него државата не донесе нас до питачки стап, така да не може да постигне да поисхрани овој народ. И народот мора да знае јасно, и като знае, може и умене. Питачењето не е од денеска или од вчера, многу одавна, уште од пред векови. Значи, може и милениуми. Така да, тоа не може да се скорени. А еве сега да речеме, во помодерно време да речеме, загледате на семафорите има и камери тајно. Значи, камерата може да го регистрира тоа дете што доаѓа до нека кола да бара пари. Дали ви им давате на децата кои што питачат пари? Не, порано сум давал, сега не давам затоа што злоупотреба е тоа. Значи, не. Ја преке дадам на некој човек што го знам дека не може сам да се грижи за себе, што го познавам, него овак. Сакам да кажам, камерата снима све, полицијата ќе го регистрира детето, преко ќе дојде работа на суд, ако се побуни татото, може што да му пиле, ова твое дете му е, ајде пиле ти го затворите дека за малолетник, татото одговара, и малом урген дека утре пак ќе пита тоа дете. Време нема, поздрав пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Ако има гледач, одиме веднаш со вас. Јас еве предпочитам секако на самиот почеток и да ни откриете од каде се јавувате, за да проговориме каква е моменталната состојба од местото каде што звоните или каде што живеете во однос на детското питачење. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Од каде ни се јавувате? Од Битола. Од Битола. Па Битола минатата година беше на првото место по најголем број на питачи, особено деца питачи. Дали е таква состојбата? Да, таква е состојбата и мислам дека е тоа нормално за мене, во една ваква, мислам, ситуација општа за мене во нашата држава. Јас да ви кажам, лично за мене, зашто го оправдувам питачењето. Значи, не е во ред, меѓутоа во една таква социјална средина кој ќе се најде човек кога нема повеќе од каде, мора да питачи. Јас спаѓам во групата на отпишаните. Значи имам 68 години, немам право на пензија, но овој или онај начин не сум добил доволно работен стаж и немам право на пензија. Значи работам се и се што, ама големо е прашањето до кога. Имам мал милион, да речам, здравствени проблеми и не знам кој ден, значи повеќе не ќе можам да работам. И што потоа? Ево, кажете ми вие, што после тоа јас се работам? Кој не ќе можам повеќе да работам? 68 години. Одговорете ми, вас ви прашам. Ево, чисто онака, мислам, кој новинар. Дали до сега од тоа што го работите, еве, сте си плакеле придонеси од она што ќе го заработите? Вака, видите, моето работење во основа се состоеше од договор за дело. Така, благодарам за јавувањето. 90 секунди е време трењето, но секако отворени сме и понатаму, уште еднаш слободно можете да завртите. Она за што зборуваме денес е секако детското питачење. Децата не се виновни за тоа во какви услови се родени и најверојатно она што можеме да забележиме дека во огромен пораст е токму детското питачење. Децата треба да бидат дел од топол дом, редовни оброци и секако да бидат дел од образовниот систем. Добар ден. Добар ден. Од каде ни се јавувате? Од главен град на Скопје. Од главен град на Скопје. Добро. Па Скопје е како главен град, навистина има многу детско питачење по улиците, насекаде. Им давате ли пари на децата кои што питачат? Времето ми го зема. Е вака. Овие што питачат, родителите се виновни, ги носат децата на раскрстици, не во Скопје, јас многу се движам,
се сокриле по една страна, родителиве, децата ги остават во собраќајот да питачат. Низ центарот, кај што пешки врвиме таму, има возрастни луѓе, ама да не речам што пијат. Раката е пушта, вика, да купам леп ако имаш пари. Имам. Колку лева ти треба? 1, 2, 3, 5 ќе ти купам. А, не, пари ми треба. Значи, за пиење. Има и такви што барат. Така да, ова питачењето јас не би го прифатил и тоа државата е виновна, тоа да се очисти. Ако треба, ситно државата може да му помогне да ги очисти од улиците. А од другата страна да види родителите што прават. Работат, не работат, дали и тие питачат. Треба некоја дисциплина. Кај го има ова, нигде го нема кај нас ова што се прави. Оди низ Европа, вака ќе најдеш, ќе сретиш некој, одма ќе ги соберат, ќе ги очистат. Само ромите, ја друг не сум видел да питачи. И то од... Благодарам и вам за јавувањето. Ќе укажам, само внимавајте на тајмерот. Одиме понатаму. Добар ден за новиот гледач. Добар ден, пак. Ако може. Видете, проблемот е само во измената на законската регулатива. Тоа е едната работа. Втората работа, родителите на овие деца треба да се регистрираат во Министерството за труд и социјална политика и секогаш, пошто тоа се работи за необразовани луѓе, тие работа да се ангажираат за сезонски работи кога треба. Јас бас се прашувам, кога ќе земете дека секој бара сезонски работници, а во исто време на овие луѓе некој им дозволува да лежат покрај раскрсните по стенки да пијадат мартадело и да пијат пиво, а децата да питачат, тогаш јас пак вината ја гледам во државата, во системот. Значи, ако не може некој да увезува овчари од Албанија, а ние тука имаме толку социјалци од нивниот тип кои така лежат и бадијала ги учиме да не работат. Мислам, знаете, немој да ме сватите дека сум безмилосен. Ја во 2000-та пробав да ангажирам работно за копање темели вакви луѓе. Знаете што ми рекоа? Брат, кај не најде нас, па кого да најдам некој? Сакате да му дадеш јадење и дневница да му дадеш, не ќе да работи. Ама вака да го оставиш да седи и да му даваш пари е 100%. Тоа го нема нигдека. Затоа го гледам проблемот во државата. Државата треба да го следи ова ригорозно, а не милостливо. Толку пријатно. Благодарам многу што ете повторно се јавивте. А сега мала отстапка ќе направиме. Значи, оние кои што веќе од понеделникот следат и Црвена линија знаат дека најавуваме нешто што изгледа вака. Ова е само еден фрагмент поле од квизот Заврти на Телма, кој што стартува веднаш по Црвена линија, така да јас еве ќе ве поканам да останете со мене и по завршувањето на Црвена линија и зошто да не, бидејќи сте верни гледачи на телевизија Телма, да си ја пробате среќата и да освоите награда. Црвена линија повторно се навраќа во минутите кога зборуваме за тоа детско питачење. Децата не се должни да бидат на улиците, па еве да видиме што ќе каже следниот гледач во однос на ова. Добар ден. Видите, јас сум на линија. Да, Црвена линија, повелете. Видите, децата што им злоупотребуваат за питачењето. Секако тие дечиња се мали, уште не се така добро развиени, некои други луѓе, било своји роднини или ги користат и ги тераат да питачат. Особено гледаме кој си дојде во Скопје тоа повеќе го има како изразено. Го има исте во Битола, али во Битола поќе да видам стари луѓе така тие, од други националности, кои седат и носат и дечина, дури со дечина да пита. Тоа треба да го реши тој проблем социјалното. Тие, најверојатно тие жители, тие граѓани, земаат социјално и во таков случај, ако се појави поново питање или злопотреба на дечина со оним што ги носат, гледам дечината врате, го држи детенце, стои, дај ми 1 динар, дај ми или 2. Треба да речи дека ќе му го скини социјалното ако се појавува на улици. А ако му е мало социјалното, мислам дека државата треба да преземи тука оголеми мерки и им како би можело да му се наголеми тоа социјална помош, да не се јавува такви девидантни појави кои носат лошо не само на државата, општо и за граѓаните. Сега, ние имаме таква навик, секој што дава. Што викам, јас прво давав, кај така по некој денар му давав, или по 10 денари, по 20, сега тоа веќе го избегнувам. И се имам со тоа дека државата, а социјално да
Благодарам и вам за јавувањето. Следен гледач, добар ден. Добар ден. Како сте? Добри сме, вие како сте? Добри сме. Дали ве знаеме, бидејќи сте ни редовен гледач во Македонска каменица, така ја чинам. Каква е состојбата со детското питачење? Дали има многу дечиња што питачат? Нема просеќа во градска каменица. Одат во Скопје. Јас имах ова родарски и техничар. Одим кај започна во родницата. Отиде на петачи во Скопје. И ода во Скопје гледа му него знам. Рано да поеш. Това. Ливана паѓе му нега. Кога гледам јокат. Што тука си? Да се ја има лица тука. Он стан има. А тука спи од питачни. Стан. Ја да се водам ова стан да виш. Што имам ја. Отидам ме. Се облече, преоблече во. Дали вие им давате пари на деца кои што питачат? Не. Давам се подарира таму. Според вас каде одат парите кои што ги собираат дечињата? Кај да сема. Ај нема, вие сте без таква проблематика што е за поздрав. Не питачи некој. Те во камегот камеца не нема ни на некој. Не питачи некој. Колко никој нема некој тamo. Ромчиња. Како нема. Овер камеца. Тоа е тоа. Се тамо ќе работата. Поздрав, благодарам што се вклучивте во Црвена линија и драго ми е Иве што споделивте дека во Македонска каменица, барем во ова место, нема таков проблем, односно скоро и воопшто не се забележуваат деца кои што питачат. Добар ден. Добар ден. Прво би сакал да поздравам темата ви е многу добра. Благодарам. Добра ви и гостинот кој што беше вашиот соговорник. Но јас сакам да дадам сликата ден друг агол. Неблагодарно е да го критикуваме само системот. Тука се криви родителите на тие деца, кои што тие деца ги експлоатираат на екзистенција преку просењето. Исто јас доаѓам од граѓанскиот сектор, знае и господинот Змијанац, колку на тие деца да им давате, да речеме, да ги пуште во неформалното образование, во процесот на работа и слично, тие лица, верувајте, се навикнати на тој живот. И вие не можете да ги смените. Разберете што треба да направи МТСП да ги земи. Ја ќе ви кажам како треба да се реши. Кога ќе се види дете на питачење со мајката, да има глоби, казна за родителите, кривични пријави, па да видите вие дали ќе имате деца на улица и дали ќе просат. Сето тоа е навика нивна. Тоа е тоа, како да ви кажам. Они се навикнати на тој живот и џабе не можат да ги смените. Невладините организации, знаете зашто не го решаваат тој проблем? Бидејќи не им одговара. Ако не го решат тој проблем, они ќе нема да имаат проекти од цивилитис, од фасилитис и така натаму. Од каде ни се јавувате, само кажете ми? Кој град? Од Скопје ви се јавувам. Каква е состојбата таму? Во Скопје, што да ви кажам, Скопје, добро, јас слушнав нешто како кавадарци, добро. Во ред. Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Тука повторно ќе дозволам ете малку да здивнеме и да проговориме за тоа дека навистина топло препорачувам да останете на фреквенцијата на Тилма телевизија. Со оглед на тоа што доколку играте денес во заврти на Тилма, нашиот генерален спонзор ќе овозможи една фантастична главна награда меѓу останатите нели 3, а тоа е елит фрижидер, односно тоа мислам дека добро ќе ви дојде и ќе го кренеме расположението на сите оние кои што ќе останат со Тилма под Црвена линија заедно со мене. А Црвена линија се разбира своите гледачи ги поканува да продолжат и особено оние кои што можеби досега не се јавиле во Црвена линија, да ја пренесат пред се состојбата каква е од местото каде што се јавуваат во однос на детското питачење, да ни дадете одговор кој може да го реши овој проблем, да го искорени и секако дали сте меѓу оние кои што даваат пари на децата кои што питачат и според вас каде сметате дека завршуваат парите кои што ги добиваат децата во текот на питачењето. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно, подобро да ве слушнам.
Дали ме слушате? Да, одлично е. Сега повелете. Мака. Велите дали има питачи во свет и во Македонија? Има. Дали гледате и во Америка, че на Америка голема земја има питачи и полиците? Не се должни приватациите и луѓето да даваат пари. И тие со сила не ми ги земат, доброволно се дават и тоа не може дополнително. Него треба вие да ја направите конституцијата во светот. Тоа е чисто питачење. Од каде ни се вувате? Од Охрид. Од Охрид. Охрид, според истражувањата, е забележан како град во кој што има многу питачи, особено во текот на туристичката сезона. Како е? Посебно лето има, да, но милицијата интервенира, ја не знам, тоа нема шанса да се искорени. А вие велите дека до 6 до 7 милиарди заработуваат од питачи. 7.000 денари знае да се случи да соберат во текот на еден ден. Па ако се видувате на тоа, одете вие питачите, не може да одите на работа, па тогаш е подобро. А децата питачи, како може да се искорени таа проблематика? Ние збориме за детско питачење во овој момент. Вие велите дека како може да искорени. Тоа испаѓа исто како со кучињата, слајте шимпет како што ги тепат кучињата така дека збират деца о кафети или кои носат кај сакаат. Тоа нема шанса да се искорени. Тоа е наистина занајот и по тоа си живеат луѓе. Благодарам за јавувањето. Сепак како црвена линија сметаме дека ваквите методи сигурно апсолутно не треба да бидат земени во предвид. Децата унаму каде што треба да се најдат се разбира во топол дом и се разбира да имаат редовни оброци и задолжително образование. Кафези секако не се решение. Добар ден за новиот гледач. Добар ден. Бабароска, вие сте? Да, јас сум, сине. Па ете, слушате... Многу сакам на оваа тема да се јавам. Добро е што добир, ама после да ме уклучиш па и на тркалото јас. Ке сум со вас. Телефонот е отворен и тоа е среќа. И црвена линија, и тркало. Јас све сум со вас. Бабароска... Ајде да не губам време. За питачењето. Да, детското питаче. Еве ќе кажам случај. Се возам у кола, на црвено стоеме, на раскрсница. Доваѓа со дете жена. И отварам прозор, пружи рака. Викам, жено, еве ќе ти дадам адреса моја да дојдеш утре да ми изчисти стано и ќе имаш пари да не го мрзнеш дето тука. Знаеш тај што ми одговори? Мори, што си лоша. Епа, ако ги раѓаме, треба и да ги чуваме. Како е тој? Роди, па едно прати на улица да ги ране другите. На автобуска. Дојде проси, жена и ај тука се сложали ви дадов, отиде купи шише ракија. Немојте, луѓе, не давајте на улица. Нека има казни. Еве, како можеме тоа да го искоренеме? Никој нека не дава. Ако ќе има да искочат милиција ваму таму да ги фатат, да ги кажат родителите. Благодарам, Бабароска, што се јавивте во црвена линија. Се разбира, ве очекуваме и во заврти на Телма. Верувам ќе имате среќа да се вклучите. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Би ве замолила погласно, подобро да ве слушнам. Добар ден. Добар. Се јавувам од Скопје. Така? Јас често патував на една релација кај што многу често на семафорите стоева деца. Јас никогаш не сум дал пари ни на бебе, ни на дете, ни на мајка со бебе, затоа што сметам дека родителите на тие деца, можда ќе звуча малку по-просто, ги прават тие деца за тие да работат за нив, а не родителите за децава. Така да треба да се превземе нешто околу таа работа или во овој случај треба да им соземат децата на тие родители. Мене ми се случи на семафор, дете ми истрча пред кола, 3-4 годишно дете, кај што едва и застанав и не го удрив. Значи има многу лоши искуства со тие работи.
у секој случај треба држава нешто да превземе, меѓутоа озбилно да превземе за да не ве слушам, извинете. И ве слушаме, продолжете. Државата треба да превземе што? Да, треба да превземе нешто во случај ова да се смени. Значи тие деца не служат, тие деца уствари им служат на родителите. Така, благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. А што мисли следниот гледач, ќе дознаеме во следните 90 секунди. Добар ден. Добар ден, госпоѓо. Одлично ве слушам, па еве. Ја ли сум на линија? Да, одлично ве слушам, верувам и вие мене. Добро, те слушам и ја тебе. Па еве, давате ли по некој денар на децата кои што питачат? Ало? Им давате ли по некој денар на децата кои што питачат? Ја ли сум на линија? Да. Добро. Слушате ме добро сега. Македонците 90% се на просачки штаб. Вашето прашање е некоректно. А друго, Македонија се наоѓа пред екзистенцијални проблеми, дали македонците ќе постојат воопшто, а не дали ќе писачат или ќе просјачат. Како тоа ме се дозволите такво прашање да поставите? Зборуваме за децата питачи кои што не заслужуваат да бидат на улиците. Држете се на темата, ја објавуваме, можете да видите, да ја прочитате и се разбира ваш личен избор е дали ќе сакате да дискутирате на темата. Она за што зборуваме се разбира за детското питачење, кое што зема замав од година во година, а децата се оние кои што се целосно недолжни и со самото раѓање им се случува да имаат ваква судбина. Она што им посакуваме е секако да имаат убаво детство и да уживаат во оние години кои што треба да значат радост, безгрешност, игра и среќа. Во продолжение ќе кажам дека еве, ќе ги потсетам сите, па и ќе ги поканам гледачите од Црвена линија да останат и по Црвена линија заедно со мене. Особено оние кои што ми се како членови на семејство во Црвена линија редовно гледаат, редовно се јавуваат, зошто да не завртите и денес на Телма. Квизот кој што во продолжение, благодарение на главниот генералниот спонзор, ќе овозможи и главна награда за оној кој што ќе даде точен одговор на 3 прашања. Тоа е денес, драги мои, фрижидер. Па вреди, зошто да не. Одеме понатаму со реклами. Тука по рекламите ќе потсетам задолжително да не заследите пред се на Инстаграм, за да можете активно да земете учество во анкетните прашања кои што секојдневно ќе ве пресретнат доколку кликнете на Инстаграм стори. Нашите инстаграмџи одговорија на денешното анкетно прашање дали им давате по некој денар на децата питачи, па ова се и резултатите. Со да одговорија 53%, со не одговорија 47%. Драги мои, она што е факт дека во високо развиените земји, особено оние за кои што зборуваме дека се најсрекни, а тоа се северните земји, поготово во Европа, невозможно е да се видат деца питачи. Одеме сега со квизот заврти на Телма. За некоја минутка сте со мене, јавете се, ќе добиете и награда. Ајде да уживаме заедно.